По политичките обвинувања на опозицијата и одговорот на владеачката партија, од едната страна дека Тутунски комбинат нема обезбедено пари, а од владеачката партија на локално ниво дека има обезбедено пари, се создаде мал хаос, да речам, конфузија меѓу тутунопроизводителите. Која е реалната слика? Тутунски комбинат за овој предвремен откуп обезбеди или не обезбеди средства? Значи, јас имам нагласувано во повеќе наврати дека како резултат на стратешкото партнерство, дел од договорот за стратешко партнерство представува и обврска од страна на Филип Морис секоја година да откупува одредена количина на тутун. Тоа, од друга страна, ни овозможува тој договор за купопродажба ни овозможува да обезбедиме кредит од деловните банки, како што беше случај минатата година и истото е случај оваа година. Значи, Тутунски комбинат во целост има обезбедено кредитна линија за потребите за престоечката реколта. Дали тоа значи дека наскоро може да се очекува предвремен откуп или откупот во фирмата ќе започне во законскиот определен рок на 15 декември? Јас се надевам дека и пред законски предвидениот рок ќе се надминат недоразбирањата околу интерпретацијата на законот за тутун од страна на инспекторатот за земјоделие. И инаку ние сме комплетно спремни да го започнеме откупот, но доколку тоа не се случи, секако во законски предвидениот рок ќе започне. Дали може точно да знаеме за што се работи? Со каков проблем се соочувате? Во која смисла? Финансиски, значи. Дали постои финансиски проблем? Кој е проблемот? Зошто не почнува откупот? Па како што кажав, ние ги имаме исполнето условите по истиот закон како што ги имавме исполнето и минатата година, а зошто оваа година не ни се дозволува се уште да почнеме? Имаме разговори, имавме состанок во Министерството и очекувам да се надминат проблемите. Исто така би нагласил за тоа што сега веројатно ради доминантната државна собственост Тутунски е најмногу интересен за јавноста и на удар на јавноста, меѓутоа истиот проблем го имаат и останатите откупни предпријатија, значи не е ова само случај со Тутунскиот комбинат. Колкави количества ќе откупите од прилевските кооперанти во оваа реколта? Па, значи, стандардно ние околу 3 милиони килограми имаме, склучуваме договори и во тие рамки би се движели и оваа година. Каква ќе биде исплатата според договорите? Во договорите предвидена е исплата на 30 дена, меѓутоа бидејќи очекувањата се дека оваа година има помалку тутун од колку што се потребите, за Тутунски комбинат да биде поконкурентен и да одговори на она што го прават и останатите откупни предпријатија, а бидејќи средствата, како што кажа, веќе ги има обезбедено, исплатата би ја вршиле порано, некаде од прилика на 7 дена. Тутунарите најавуваат и очекуваат повисоки откупни цени, се споменуваат дури повисоки од 150 денари, како во 2013, многу повисоки, да не речам до 200 денари, просечна откупна цена. Кои се вашите прогнози со оглед на тоа што ја следите на терен состојбата со годинешната реколта? Да, значи јас не би лицитирал сега со некоја конкретна бројка, за да не искочи дека ние нешто ја преюдицираме откупната цена, па потоа да не обвинат за било што. Нормално дека стручните служби ги имаат направено анализите и да очекувањата се во секој случај да просечната откупна цена да биде многу повисока од минатогодишната, пред се како резултат на повисокиот квалитет кој што е неспорен. Минатата година беше една многу лоша година и за тутунарите, па и за нас како откупни предпријатија како резултат на временските прилики. За среќа оваа година не е тоа случај.
така да секако е квалитетот повисок, и делумно цените кои што се во договорите се не е тоа некоја значајна стапка, меѓутоа сепак има покачување и на договорените цени по класи во однос на претходната година. Сојузот на земјоделци говори дека на државно ниво потребите се околу 25.000 тони, додека понудата е 22.000 тони. Тутунскиот комбинат, рековте, ќе откупи од прилика околу на ланско ниво. Дали тоа значи дека ќе имате потреба од нови договори или во рамки на веќе подпишаните договори ќе бидат задоволени потребите на оваа компанија? Значи, податокот кој што е јавен е, мислам дека има вкупно склучени договори на количина од 25 милиони и 400, некако така, ако не се лажаме цифрата. И да, отприлика и нашите проценки се дека оваа реколта тежи некаде околу 22-23, со тоа што нели, тоа се проценки, ќе видиме кога ќе почне, односно кога ќе заврши откупот, колку сме биле точни во проценките. Значи, договори нови да сакаме не можеме да склучуваме согласно закон, не знам, до 30 април, мислам дека беше рокот за склучување на договорите. Ние имаме така наречена реонска служба која што активно во текот на целата година е на терен и работи со кооперантите и проценките наши во однос на родот на нашите кооперанти се тука некаде во рамки на договорената количина, повторно околу 3 милиони, значи очекуваме да откупиме толку колку што сме договорили. Каква е побарувачката? Бидејќи само да дообјаснам зошто настануваат вакви разлики и така натаму, договорите се склучуваат по декар обработлива површина и има параметри дадени од Министерство колку е очекуваниот принос по декар. Меѓутоа, приносот секако зависи од квалитетот на почвата, од временските прилики и мора да можно е, и често се случува, да има отстапувања од тој принос и затоа се случува да имаме едни договорени количини, а во текот на реколтата да излезат други поголеми или помали. Мислам дека со напорите на Министерството на земјоделство во голема мера е решен проблемот на двојни, тројни договори, па шетање на кооперантите од еден, друг, трет откупувач, кое што претходно исто така представуваше проблем. Каква е побарувачката на ориенталскиот тутун на светскиот пазар? Па во принцип, значи, побарувачката е стабилна со некоја мала надолна линија, би кажал, како резултат на намалена потрошувачка на цигарите глобално, пред се American Blend цигарите, каде што во чија што рецептура влегува ориенталниот тутун. Тоа нели се должи на резултат на кампањите за против пушењето, законите и така натаму, премин на електронски и други видови цигари. Меѓутоа не се цифрите се уште фрапантни и драстични. Финансискиот статус на Тутунскиот комбинат, се уште го нарекуваме загуба, но вие во соопштението вчера и впрочем и претходно најавувате дека по договорот за стратегиско партнерство со Филип Морис и формирањето на новото предпријатие Филип Морис Тутунски комбинат, дека овој загуба излегува и конечно ќе се остане на здрави нозе. Да, значи очекувањата се дека со завршната сметка од 2015 година, конечно по долги низ години ќе покажеме добивка, значи ќе излеземе од листата
загубари. А во однос на финансиската состојба, можам да кажам дека Тутунски комбинат редовно и навремено си ги сервисира сите обврски кон своите добавувачи, кон државата, во смисла на царинската управа, управата за јавни приходи и така натаму. Значи, нема ниту еден, одговорно тврдам, не сервисиран долг кон деловните банки, репрограм на долгови превземени од минатото, да кажам, лошо работење кој што ги репрограмираме и ги репрограмиравме и сега редовно ги сервисираме исто. Прашањето што се крене околу ненаплата на акцизата. Па, очигледно станува збор за неинформираност, бидејќи концептот на стратешко партнерство беше формирање на заедничко друштво кое што ќе ги комерцијализира брендовите од здруженото заедничко портфолио, значи и нашите и брендовите на Филип Морис, што значи дека ново формираното друштво Филип Морис Тутунски комбинат Прилеп е задолжено за продажба, дистрибуција, промоција на севкупното портфолио, со самото тоа севкупната обврска по однос на акциза, ДДВ за продажбата на истите ја сноси друштвото кое што редовно си ги сервисира истите. Благодарам.